Денеска православната црква го празнува влегувањето на Исус Христос во Ерусалимскиот храм или цветници. Влегувањето на Исус Христос во Ерусалимскиот храм. Откако го воскресна 4-дневно погребаниот Лазар е мигот на најмногубројното и најрадосното препознавање во него Господ и Спасител. Исус влегува во престолнината на осле според старозаветното пророштво. Ова е уште еден од многубројните знаци по кои би можеле да го препознаат, но сепак овој знак не го разбраа ниту неговите ученици. Многуброен народ наслушна дека ќе дојде, па го дочекаа со палмови гранчиња во рацете. Значи ги слекуваа облеките од себе, постилајќи ги пред него и во восхит извикнуваа вдахновено: Осана, благословен е оној што доаѓа во името Господово, царот Израилев. Дури и некои од дојдените елини на поклонение за Пасха пристапеа и молеа да го видат. Единствено свештенството и фарисеите се озлобија, готвејќи се да го погубат брзо, а мислеа да го убијат и Лазар кој сведочеше за неговата сила и за неговото божество. И повторно Господ се труди да им го открие својот идентитет на насобраните и да ги подготви за најблиската иднина и за смислата на оваа мисија и нејзините искушенија. Всушност, кога им се обраќа со словото за крстот, тие тогаш го губат знаењето за него како за цар и Христос. Тогаш им се затвара умот за словото и за писмата. Цветници се празнува во неделата пред Воскресение. Представува сигурно најдраматичниот празник меѓу 12 големи празници на црквата. Го означува почетокот на најтешката седмица во историјата на човештвото, која што аскетското трезвено-умно познание на човековата природа ја нарекува страсна. Денеска православната црква ги празнува свештеномаченикот и пати епископ Гангарски, светиот Јона митрополит Московски и свештеномаченикот Авда, епископ на градот Солзи. Свештеномаченикот и пати епископ Гангарски. Роден е во Киликија, бил епископ во градот Гангра, бил на првиот Вселенски собор. Прочуен на сите страни поради својот благочестив живот и чудотворство. Царот Констанци наредил да се изгради и Патиевиот лик уште за време на животот на овој светител. И тој лик царот го држал во својот двор како оружје против секоја противничка сила. Враќајќи се еднаш од Цариград, и Пати бил нападнат во еден теснец од еретиците, новатијаните и отврлен од патот во некоја кал. Тогаш една жена од таа дружина го удрила со камен во главата и така светителот го завршил својот земен живот. Но жената наеднаш полудела и го зела тој из камен и се удирала со него самата себе. Кога ја довеле на гробот на светиот Ипати и му се помолиле на Бога за неа, се исцелила по големото милосрдие на духот Ипатиев и остатокот од животот го поживеала во покаяние и во молитва. Светиот Ипати пострадал и се преселил во вечното царство на Христа Бога во 326 година. Достојно ест Јаково истину, блажити Тја Богородицу
Светиот Јона митрополит Московски. Родум од Костромската губернија. Во 12-та година станал инок и долго поживеал во Симоновиот манастир во Москва. Во времето на митрополитот Фоти станал епископ Рјазански, а кога Фоти умрел, Јона го избрале за митрополит и го испратиле во Цариград при патриархот на посветување и утврдување. Во тоа некој Исидор, бугарин по потекло, го предитрил Јона, стигнал пред него во Цариград и бил посветен за руски митрополит. Јона се вратил на својата столица во Рјазан, но зломислениот Исидор во зло го завршил своето митрополитување. Отишол на соборот Флорентински и дури после 3 години се вратил во Москва. Скокнале на него сите како на отстапник од православието и го прогониле. Не се знае каде го завршил својот живот. На митрополитскиот престол дошол Јона, добриот и мудриот пастир, голем чудотворец, прозорливец и духовник. Кога агаријаните ја опколиле Москва, Јона со својата молитва ги изгонил. Во староста посакал да го снајде некаква болест, да се помачи и со маките потполно да се исчисти пред заминувањето на оној свет. Според неговата молитва, Бог му допуштил рана на ногата, како што претходно му се јавил во видение и на некој Ереј Јаков. Од таа рана светителот умрел и отишол меѓу небесните граѓани на 31 март 1461 година. Над неговите мошти се случиле многу чуда. Некој нем човек Јован ја целивал раката на Јона, но како што тој потоа кажувал, таа рака го фатила за јазикот и тој почувствувал јака болка. Кога го ослободил јазикот и се свртел кон своите, проговорил како никогаш и да не бил нем. Свештеномаченикот Авда, епископ на градот Солзи, исечен за Христа во 418 година во Персија од царот Издегард. Неговиот дјакон, светиот Венијамин, бил пуштен од мачителите под услов никогаш повеќе да не го проповеда Евангелието. Тој на тој услов прво се согласил, но не можел на срцето да му одолее, та продолжил да ја распростира по народот Христовата вистина. Поради тоа бил фатен и убиен 3 години по светиот Авда во 421 година. Поуки од светите отци. Од Господ ни е дадена заповед за љубовта према луѓето, нашите ближни. А дали тие нас не сакаат или не, ние за тоа не треба да се грижиме. Треба да се грижиме само ние нив да ги засакаме. Старец Јован Крестјанкин.